Si se navalila na ta pitanja od devojke. Pa сега не знам Ja така. sam preoženjen čovek. Опа. Opa, pazi, komarac na čelu. Да, дојде тука. Počeo sam po akvaparkovima da radim. Pojedoše nas komarci. Не. Da ne valja preterivati ni o čemu. Ja sad trenutno ne pijem uopšte. И тука има еден круг. I onda ljubav i možemo li opet. Не верувам И не би тражиме. простил некогаш? Ne. Okay, let's go. Ивана, ако некој не бара, кажи дека сме на годишен одмор. Имче, па ние немаме годишен одмор. Добро, тогаш кажи дека сме зафатени. Па добро, и на вистина сме со снимање на нови емисии. Трета сезона. Hot Stars. Здраво, Македонија, добро дојдовте во вашето омилено шоу Hot Stars. Леле, Ивана, ова лето ке се памти. Бога ми, јас и тоа како мислам дека ќе се памти, драги наши, спремете се за едно летно лудило, затоа што вечерва започнува нашата нова трета сезона или трета летна сезона Hot Stars. Ви ветуваме, многу забава, многу енергија, многу адреналин, многу жешки девојки, многу жешки гости, многу жешки разговори. А се наоѓаме, бога ми, на едно од најжешките места во Македонија, а тоа е Аквапарк Пробиштип, каде што има адреналин, забава, насмевки и малку разладување во оние најтопли денови. Главен поддржувач на ова наше летно патување е Еберлин Биокозметика, која што ќе не дружи нас во сите овие летни емисии. А сега, момци и девојки, време е да го поканиме и нашиот прв гостин во ова наше летно патување или да испишеме прва летна приказна заедно со господинот, кој што зрачи со харизма, зрачи со енергија, а неговиот глас, бога ми, никој не остава рамнодушен. Ги полни најголемите концертни сали на Балканот со позитива, прекрасен глас и многу љубов. И затоа ве молам да го поздравиме прекрасниот Пежа Јовановиќ. Добре ни дојде, како си за прв пат во Bolje vas нашата našao. емисија? Добро дојдовте. Zdravo, zdravo. Ivana. Како ти се допадна Ćao, најавата? Odlično. Hvala, Odlično. hvala, divna najava. Zaista. Имаме малку комарце тука, ама знаеш како лето е, вода има, па Ja нормално sam е. zaboravio da ponesem autan. Не се спонзори, не ги спомнуваме аутан, се шалам. Може да си седнеме сега. Gde ću ja, vi recite, u sredinu može. во средина помеѓу две девојки. Tako je. Ајде да си седнеме. Па Педжа, добре ни дојде. Прв гостин за оваа наша летна сезона. Како се чувствуваш? Како е тука во Македонија? Prva emisija je sad, jel? Прва Letnje емисија од sezone. летната сезона, да. Čestitam, veliki pozdrav Ivana i tebi, i tebi. Hvala vam što ste pozvali da baš ja budem gost u prvoj emisiji ove sezone. Наша е честа, само I да nadam ти se da će кажам. vam biti taličan. Почнува лето, почнуваат летни ангажмани. Ја верувам дека и повеќе ангажмани имаме сите во летниот период, како и музичарите. Da, Najnormalno. leti je sezona i svirki i više se ima posla i radi se na ovim nekim otvorenim prostorima. Tako je. Juče sam također radio u jednom akvaparku u Srbiji i danas u Makedoniji počeo sam po akvaparkovima da radim. To je nešto novo, nisam do sad radio, ali super je. А каде Ovdje je бегаш? zaista prelepo. Да, прекрасно е ова место, можеби едно од најубавите кај нас во Македонија, искрено Свака кажувам, част. не затоа што ние тука снимаме, но туку затоа што на вистина е така. Кажи ми, каде ете бегаш кога ќе ти здосади таа гужва, кога ќе сакаш да се тргнеш, каде се повлекуваш, каде најчесто ете можеби со пријателите, со семејството, каде најчесто се криеш? Ne krijem se. Ne se kriješ? Ali mislim, taj neki moj, da kažem sad, mirni način života generalno, nekad sam ja voleo mnogo da izlazim, da po žurkama i tako, to je bilo, da kažem, sve u svoje vreme. Tako je. Sad, kako sam stariji, više mi prija neki porodični život sa decom, sa ženom, sa porodicom, da ili negde otputujemo na nekoliko dana ili kad smo kući, nemam neku potrebu da izlazim, da jurim, tako da je meni ovo taman neka mera, a radi se 2-3 puta nedeljno i družim se sa ljudima, to mi napuni onako energiju, uvek bude dobra atmosfera, uvek bude veselo, onda kući nekoliko dana ta neka Значи, mirnija баланс. varijanta, taj balans je idealan sad. mogu reći, Идеален. Добро, да. Па секогаш во животот најважен е балансот, затоа што Така ако е. го нема, толку ништо не правиме. Сакам уште на почеток да ти кажам дека
изгледаш прекрасно. И неговаш еден многу млад мажествен изглед. Искрено ти кажам. Hvala ti, mene Кажи ми, која е тајна на тоа? Nemam pojma, mene ta негувано лице? genetika još uvek služi, komarci. Tako da, ja se samo plašim da se jedno jutro ne probudim skroz, da ostarim preko noći, što se kaže. Тоа ali треба to- изгледа многу стрес. Za sad okej, hvala ti na komplimentima. Ja lično, kad se pogledam u ogledalo, uopšte nemam taj utisak niti da sam neki lepotan, niti da sam mlad. А кажи ми, се негуваш себе, одиш примерно козметичар или Nemam нешто? nikakve kreme, ne koristim, ništa. Nikad nisam koristio nikakve kreme. Секоја ти чест, тогаш јас ќе кажам, јас тука ќе ги поздравам и нашите главни подржувачи на нашата емисија, тоа се Еберлин, тоа ни е биокозметика. Јас искрено мислев дека користиш така некоја козметика која што ќе го Могу прави да пробам лицето тоа. фантастично. Сакаш да го пробаш? Ајде, сега јас би кажала, тоа е за тебе подарок. Има внатре една ампула која што е за одлична хидратација, Јел? така што да, еве Па, јас сакам мислим да ти веќе. дадам ваучер, но сепак еве ова ќе можеш да го искористиш. Еберлин Добро. кај нас ги прават, мислам, дистрибутерите прават персонализирани или персонални, како да кажам, третмани на луѓето, така што еве ова е за тебе. Мислев да ти дадам ваучерче некогаш да ги посетиш, но Eberlin, hvala puno. ти си избрал веројатно и подоброто. Сега веќе кога сме покрај вода, се наоѓаме на еден преубав аквапарк. Сакам да те прашам, ама да ми кажеш искрено. Што повеќе сакаш, базен или море? Pa, obično kad idem negde na odmor, naravno biram more, ali da ima i bazen u sklopu Така? hotela. Така? Tako da, i to je to neki balans. Јас не знам што ми е пример морето. Да, го сакам како море, убав мирис ми има и се. Да, наравно. Но пример така некако базените повеќе ме привлекуваат, дали дека има келнери постојано тука да ти носат пијачка, да се чувствуваш малку покако Уживанција. Па нели? Ne, lepo je, da. А сега знаеш што друго ме интересира да ми кажеш искрено? Девојките во какви купачи ти се допаѓаат повеќе, во бикини или во целости? Moja Биди žena se искрен. više razume u kupaće kostime. Па ете кажи ми тебе што повеќе ти се допаѓа, еве ќе ја гледа емисијата, ќе пренесеме. Da, Како ти е ovaj, по-секси? Pa ja moram da kažem da se kupaći koje proizvodi moja supruga, se bavi proizvodnjom kupaćih kostima. Навистина, како го Ja ne погоди. smijem da kažem ništa drugo osim da se ti kupaći koje moja supruga proizvodi meni najviše sviđaju. Добро, а mislim. како ти е твојата Ali stvarno su najlepši. А како ти е твојата сопруга најзгодна, најсекси? Во бикини? Бикини се оние одделни или целосни? Meni je ona uvek top. Добро, значи не кажуваш ниту тие сака да ги пофали сите пара на купач, така што е Ja да moju посетите. ženu volim i ujutru kad se probudi i uveče kad se spremi, tako da je to. I u Добро, kupaćem i u haljini, ona je meni uvek Браво. najlepša. Браво, тоа е навистина прекрасен одговор. Сега веќе кога стана збор за жени. Јас тука сакам да те прашам и за македонската публика, за македонските жени. Некогаш порано си имал ли некоја македонка девојка? Da li sam imao nekad makedonku devojku? Nisam. Ниту како млад? Nisam, zaista. Nije se desilo, ja sam odrastao u Nemačkoj, u Stuttgartu sam rođen i Не си u имал контакт? razredu nisam imao kontakt sa devojkama makedonkama, mada su mi generalno ovde na Balkanu smo prelep narod i kako i makedonke, tako i srpkinje i bosanke i hrvatice su oni? prelepe. Ајде сега сакам да те прашам дали те се допаѓаат тебе македонки ne, деве, ние naravno, сме тука apsolutno, две mi- македонки. Generalno sa ovog područja imamo najlepše žene na planeti. Јас се согласувам со тоа, и машки и женски. Pa okej, Balkancите? za žene sam siguran, sad za muškarce to vi žene treba da kažete. Еве кажуваме, но еве имаме и девојка од Кенија, која што исто е прекрасна. Em je prelepa devojka iz Kenije, da, zaista. И препозитивна. Ќе се дружиме и со Емча, а јас сега тука кога веќе стана збор за убави девојки, може ли да слушнам нешто вака што оди? Умречу због те, лепоте. Од тебе, од тебе, од тебе, од Па тебе. ти лепо певаш. Ночу сако треба. Сакам да те слушнам. Ајде. Umreću zbog te lepote, noćas ako treba. Sakriću te moj živote, kilometar iznad neba. Te ljubim, da te čuvam. Da te nikom ne dam, u duetu. Da te Može. volim,
24/7. Може еден аплауз, како ова убаво звучеше. Немаме Хвала сега тука може би гитарчи и се, ама мора вака да ни почне со убава... Позитивно, така и е, така да. и со песна, нормално. Лето почиње. Тука имам сега нешто напишано, пример, настапи, концерти се случуваат кај нас, кај вас во Србија, буквално секаде низ Балканот. Ме интересира, некогаш си имали случајно во прв ред да седи некоја девојка и да те шармира толку Šta si многу? navalila na ta pitanja od devojka? Pa сега не знам Ja така. sam bre oženjen čovek. Ма нема врска дали си оженет, друго е прашањето. Да има некоја девојка тука во прв ред, толку да те фасцинира што си го заборавил текстот. Da zaboravim tekst što sam video lepu devojku. Pa jednostavno onda ja ne bi znao ni jednu reč svog teksta, obzirom koliko su zaista prelepe naše žene i devojke i ne samo na mojim nastupima, nego generalno po klubovima, po koncertima su uglavnom, većinom su žene prelepe. Znači, Tako da toga što ne bi trebalo ni... Ja onda ne bi mogao, ne bi se setio ni jedne reči u tekstu. Da. А Не сега дешава се тоа. Еве сега да не зборуваме повеќе за девојки, ќе те прашам, ете пример, гледајќи се ти и твојот брат близнак. Чиј стил повеќе ти се допаѓа? Неговиот, Опа, pazi, komarac na čelu. Да, дојде тука на чело. Moraš mi to malo, nisam te razumeo. Čiji stil? Повеќе ти се допаѓа твојот или на твојот брат? На кој мислиш дека стилот е така по Stil čega? Стил на облекување, A na стил на oblačenje, држење, da li mi se više говор. sviđa moj stil oblačenja Da. ili njegov? Pa moj, naravno. Ете што ви се вика кога сте близнаци. Кој си се одбира не близнакот туку, тој самиот, така? To nije isto kao što je svakome svoj neki stil, da kažem, oblačiš se tako kako se oblačiš iz razloga što se to sviđa. Така е, така е. Znači, Не само затоа што naravno, тој nekad пример neka... почна сега да пушта некоја витка на косиче, ти уште си A što se остана njegove така со- frizure tiče, da, on ima drugačiju frizuru. Mi imamo generalno prirodno tako talasastu kosu, ja to malo ispeglam kad se feniram. Сериозно? Seriozno, zato što me dobro. nervira, ne mogu da namestim lepo, pa onda ja to dok se feniram malo ispravim. Да, не сум го знаела ова, ама Тако баш е, ето интересен видиш, податок. свашта ќе Гледаш си дека нешто- си внимаваш? Pa to je Nenad moj pričao više emisija, da mi imamo prirodno komarac. Da imamo Ова prirodno емисија talasastu значи се kosu. плашиме од бубачките кои што ни се тука во близина. Pojedoće nas komarci. haos. Не им се дава. Da, pričao je to moj brat u nekoliko emisija. Mi genetski obojica imamo talasastu kovrđavu kosu. Vremenom mi to mene počelo užasno da nervira zato što mi svaka dlaka na svoju stranu. I onda sam ja to počeo malo da ispeglam. Ovo kako pada mrak, sve gore i gore što se се komaraca tiče. повеќе, не знам ли каде има повеќе, јас мислам дека само кај емче не одат. Ja Изгледа sad дека trenutno vidim потемна oko е. tebe 15 komaraca. Знаеш што? Po nečemu će ova emisija biti zanimljiva. I drugačija od ostalih emisija. Zbog najezde komaraca. Daj ja utan. Јас мислам дека треба да Сака испрскаме звана. во воздух. Dragi gledalci, mi se izvinjavamo. Може. Ајде, Леле. коса. Јас уште до сега ваква емисија не сум снимала, ама еве за се има прв пат. Нели, се надевам дека барем на 5 минути нема да ни се приближуваат, да може барем нешто да си кажеме. Кога ќе седнете вака фамилиарно, ете пример со твојот брат. Кажи ми, затоа што имате во многу наврати зборувано дека сте биле палави како деца, сте правеле многу разни работи. Нема да се навраќам на работите кои што веќе ги имате Nestašni кажувано. smo bili. Да? Da, dosta smo bili nestašni. А што е оно што I сте го u правеле? а не сте- komšiluku šta god da se desi, mi smo krivi. Iako jesmo, iako nismo. To su oni Jovanović, oni braća Jovanović, mi smo uvijek bili za sve krivi. Tako. A сега Ali кога- jesmo bili nestašni. Izvini, ja gledam komarci lete oko tebe. Nema ali nikakav probat problem. ćemo da ne pominjemo više komarce. Ali kao što vidite, Леле, ова ќе биде хит емисија. А сакам само да те прашам, еве вака кога ќе си седнете znači gosti u фамилиарно. emisiji, izvini što sam te prekinuo, Peđa Jovanović i komarci. Да, ние немаме само еден гостин, имаме многу гости заедно. Mnogobrojni gosti, jako zanimljiva Headline. emisija. Пеја со Ајде, комарци. ќе ги оставиме летните лудори. Пеđа, ќе те прашам вака. Како за тебе изгледа дефиниција за среќен, исполнет
и реализиран маж денес. Šta maž? Како за тебе изгледа една дефиниција за среќен, Srećan, исполнет, испуњен ispunjen, и реализиран мушкарац данас? muškarac danas. Aha. Pa, ja smatram da u životu je okej da se prođe, da se proživi, da se, i da se ode u kafanu i da se nekad Apsolutno. popije i to ja sam to kao mlađi jako često radio, voleo da zaginem tako sa nekim društvom, ali sam nekako kroz život shvatio da je neka zlatna sredina najbolja, da ne valja preterivati ni o čemu. Ja sad trenutno ne pijem uopšte, možda i to preterivanje, Da. ali meni tako prija. Точно. Znači, čovjek treba u životu da je umeren u svemu. Generalno, da bi nekako mu život bio ispunjeniji, da bi bio srećniji i zadovoljniji. Jer preterivanje u bilo čemu ne valja. Јас се извинувам сега што се насмеав, затоа што гледам околу тебе, имаш како знаеш, ангелите како имаат Видим, вака да. круг над глава, па исто така. Не знам што се случува, но драги наши, кога се снима на отворено, нормално е значи да има буквално се. Дали се тоа звуци во позадина, дали се тоа некакви бубачки, инсекти, комарци или било што, значи тоа си е најнормална работа. Сега дали на нас ни е пријатно, тоа е друга работа. Mi ćemo se praviti kao da nam nije ništa. Ето така. Што мислиш, дали во име на вистинската љубов и во име на семејството, секогаш треба да се простува буквално се? Sve i Све. Pa mislim, sve zavisi. Ja nisam imao nekih situacija Ne gde sam zbogom morao, tvojega. lično ja ne znam, od čoveka do čoveka. Ja ne znam da li bi bio u stanju sve baš da oprostim, moram iskreno da kažem. Неверство И не би тражим- простил некогаш? Ne, Добро. Океј. Сега тука имам едно прашање, затоа што имавте повеќе прекини со твојата сопруга. И медиумите, особено кај вас, многу често знаат да кажат дека многу често одите на нов меден месец. И на нов меден месец. И на нов меден malo, malo pa Меден se месец. ženimo i udajemo ponovo. Па што, барем не ви Lepo е nam досадно? tako. Ne, тоа- super nam je. Ok, imali smo nekih brodoloma u životu, da kažem, gde sam ja više bio kriv. Ja malo pre sam pominjao da sam voleo dosta kafanu i nekad sam stvarno preterivao sa alkoholom i onda to retko ko može da trpi i da prati. Tako A je. drugo, ja sam muzičar i onda radim 3, 4, 5 dana nedeljno, dolazim kući u 6, 7, 8 ujutru, pazi, na čelu imaš komarca. I onda, apsolutno je to normalno i nikad joj nisam zamerio, niti bih što nije mogla da me trpi, ajde Da, tako pa i da to je kažem. normalno, Znači, da. to je Mnogo- normalno. mnogo je I dobro onda malo, malo pa se mi tako razilazimo, a ja sam bio, da kažem, u tim nekim momentima nisam bio dovoljno zreo da neke stvari sagledam realno i da kažem, čekaj čovječe, ti si kriv. Nego onda ja prebacujem krivicu, mislim, tako neke glupe stvari i onda dođe do razlaza. Onda ja shvatim da sam ja ipak bio kriv И тука има еден круг. i onda ljubavi možemo li opet šalim se. Mislim, nekako imamo 3 zlatne dece Така е, живи и здрави да ти се. Да ви се. i treba da smo zajedno i sad stvarno funkcionišemo bolje nego ikad. Znači, mi prvenstveno smo iz ljubavi se i uzimali i decu smo dobijali iz ljubavi i dalje se mnogo volimo i jednostavno sam presrećan što je sad sve super. Знаеш дека Što sam se ja dozvao pameti. Многу е ретко вака човек да каже, јас ќе ти кажам браво на секој збор што го Хвала, кажа, хвала. затоа што многу е важно да знаеш дека си сгрешил, да знаеш каде треба Да да, човек се поправиш, призна, tako. да признаеш, ете така, затоа што I to nije многу- ništa niti strašno, niti jednostavno to je pozitivno. Da. Особено во естрадата, многу ретко кој тоа го прави, а општо во животот јас ќе кажам дека денес многу често пример луѓето, знаеш како на секоја мала пречка, прво што прават се Razlaz, da. ете Na така. za najmanje neke Но- gluposti, da. Еве пример од твоја страна, каков совет би дал, затоа што тоа не е целта, не е цел, тоа е најлесна работа да можеш да се тешко е да го задржиш нештото, тешко е да опстане нешто, за тоа треба U труд. današnje vreme je zaista jako, jako teško da čovjek sačuva to nešto što ima. Svi se nešto tripuju, da zaslužuju nešto bolje, nezadovoljni su, a u stvari treba da, naravno, da sagledamo svi šta nam je Bog dao i šta imamo i da smo zadovoljni. Mislim, treba vremena da čovjek
dovoljno sazri da takve stvari shvati. A neko nikad ni ne shvati. Mislim, znam mnoge neke ljude koji su 60-70 godina, a oni su i dalje u gasu. Njima je super. I ništa, i samo su oni u pravu i niko drugi. Mislim, ako se slažeš. Апсолутно, да, апсолутно се согласувам. Да, тоа се до некој кај нас се кажува некој расти на време, некој малку покасно, а некој никогаш. Да, некој никада. Па сега добро, на кој каква им била среќата. Сега вака, овие за мажи жени, јас сега ќе ги прескокнам, затоа што сакам да дадам предности на Имче да праша нешто, но затоа сакам да те прашам првично. Еве ти кажуваш дека порано си сакал да одиш во кафани. На која песна најчесто кршеше чаши? Nisam nikad razbio čašu, iskreno. Na vistina? Ozbiljno, nekako mi je to uvek bilo primitivno. Stvarno? Nisam nikad razbio. Primjer, ona da pogodi pesna. Mene pogodi pesma, ja dam pare na muziku i to, ali ne lomim. Bravo. I nikad se pobio nisam, mislim. Možda zadnji put u vrtiću. Bravo. Tako nisam uopšte agresivan lik po prirodi kad vidim da neko zameće neku kavgu, što bi se reklo, ili želi neku frku, ja se sklonim i skuliram. Jeste, u pravu si, bravo. Izvini. Така се однесуваш со луѓе кои што, пример, еве, гледаш, знаеш дека не е во право, само се повлекуваш. Ma, ja pustim druge da budu u pravu, a ja ću da budem srećan, što se kaže, ima taj Браво, izrek. браво. Уште подраго ми е што тебе ти избравме за наш денешен соговорник, затоа што многу ми се допаѓа размислување. Hvala ti, Ivana, puno. Se sjećamo? Mislim, nije to neko sad razmišljanje koje nisam ja nikakvu toplu vodu otkrio. To su neke normalne životne stvari koje, eto, ljudi vremenom, dosta ljudi vremenom to shvati, pa i nauči od drugih. Danas na ovim društvenim mrežama svašta može da se pročita, pametno i glupo, naravno, ali ima i dosta tih nekih pametnih stvari kad ono scrollujem pa pročitam nešto o životu, što me onako malo... Što me malo podstakne da razmišljam. Što me podstakne da razmišljam. А знаеш што е цела работа? Што, пример, џабе некои луѓе и да читаат и да гледаат и пред нив да име и што и да е, не ја сваќаат суштината и не сакаат да научат, не сакаат да прифатат. Ne, čovjek mora prvo sam da želi da neke stvari kod sebe koriguje i da promeni, da bi, ne može niko drugi da ti to umjesto tebe uradi. Дали знаеш која песна вчера ја слушнав после толку долго време? Вика вака, лаки, лаки е, Da, to je pesma hit sad. само флаши ракije, свима... Dužan svima kriv, sad se traži mrtav ili živ. Кај нас, пример, ракија се произведува од каде што сум јас родена, во Неготино. Таму има лозија, се прави ракија, се прави вино и некако таа песна се потсетив на тие времења кога сме почнувале да излегуваме. Da. Сте правеле баш интересно. Сега е повторно хит. Ta pesma je opet sad, često mi je traže kao da se vratila i kad je god pevam na mojim nastupima je apsolutna ludnica, ono, svi pevaju u glas i tako. Simpatična pesma i drago mi je da se vratila. Затоа што е таква енергична, забавна. Гледав еден многу интересен момент кај тебе на концерт, каде што се симнуваш долу во публика, во прв ред ти се родителите, ги прегрнуваш и пееш кон твоите родители. Само песната ја заборавив. Popevao sam neku pesmu na mom koncertu, da, bila je Nije mene dušu ubilo. Nije mene majku ubilo, Vino crveno. Vino crveno, to sam pevao njoj, da. Колку еве сега пример значи тој момент? Колку значи да што ги имаш покрај себе, што биле во Apsolutno, ja sam целото? presrećan što su meni i otac i majka još uvek živi i daj Bože da žive još dugo i jednostavno sam presrećan što su i oni doživjeli i što sam ja dočekao da oni budu da dođu na moj koncert, da sede u prvom redu i tako. Moj otac je možda i najzaslužniji zašto se Nenad i ja bavimo uopšte muzikom. Od malih nogu nam je kupovao instrumente. Njegova je želja bila da mu sinu i budu muzičari, pa smo i mi to vremenom zavoleli. Tako da jednostavno da nije mog oca, naravno i moje majke koja nas je podržavala, mi se nikad ne bismo bavili muzikom, verovatno. Да, баш ми е драго и многу ми беше емотивен тој момент. Јас мислам дека ќе прснеме вака во воздух. Мислиш да ќе да побегну? Па не знам што, малку нека се тргнат. Леле, човече, како ова вака? Јас не го разбирам ова. Дојде да те напрска малку. Јас не го разбирам ова, не го разбирам. Леле. Знаеш како се гледа тука во како облаци Само лете kao, možda se to na kameri ne vidi. На камера се гледа. Ljudi misle da mi teramo možda neke duhove. Pa
mali su mnogo, ne vrem da se vidi na kameru. Se vide komarci? Ne vide se uopšte. Znači, verujte nam, ima ih milion. Духови. Тука јас веќе кога го споменавме ова, јас сакам само еве да дадеме простори на нашата прекрасна Емче која што ни е дојдена од Кенија директно во нашето шоу да постави некое прашање на Пеџа Јовановиќ. Здраво, драги гледаци, вашата Емче тука и добро дојдовте во уште едно издание Hot Mama. Така, Емче, Hot Mama наша. Денес со нас е еден од најпопуларните и најголеми пејачи на Балканот, со неговиот мокен глас, емотивен песни и инспиративна животна приказна. Тој ги освои срцата на милиони низ целиот Балкан. Балкан. Hvala, Emče. Како чувствуваш тука во нашата убаво отворено со комарси студио? Divno. Подготвив неколку интересни прашања за вас и да се забавуваме малку. Ако сте подготвени? Спремни? Pitanja nekoliko, jel? Jesam dobro razumio? Super, može. Што најмногу ви се допаѓа во Македонија? Makedonije, mislim da generalno publika koja dolazi na moje nastupe, to je, čini mi se da najviše u Makedoniji od prve pesme krene odmah neka žurka, odmah pozitiva. Ljudi su toliko pozitivni, toliko vole da pevaju zajedno sa nama izvođačima, nekako, ajde, kad smo kod mojih, da kažem, nastupa i to me uvijek oduševljava koliko ljudi vole muziku u Makedoniji, koliko vole dobru muziku, tako da mi se to jako sviđa. Veseljaci сме по природата, Балканците, сите. Балканците? Ајде, која е најголемата издаја што сте доживеале во музичката индустрија? Uopšte nisam obraćao pažnju, mislim, dešavalo se tu raznih uspona i padova, ali nekako ne mogu sad da imenujem neku posebnu situaciju. Bilo je, znači, dosta situacija, kao i u svakom poslu, ne može sve da ide glatko i desi se da neko vam nešto obeća pa vam ne ispuni, ili nama se dešavalo, mom bratu kad smo tek počinjali pre Lakija i to da dogovorimo neki marketing, pa to ne bude baš kako treba, pa si ti onda razočaran, ali nekako sve to nismo shvatali tragično, gledamo da idemo dalje, da snimamo pesme, da nastavimo, ne dozvoljavamo da nas to nešto pokoleba ili da nas demorališe, tako da kažem neka izdaja ili neka, da nas neko nešto obećao pa nije uradio kako treba, da ne kažem prevara. Ima mnogo. Pa mislim kao i u svakom poslu, mislim ljudi su ljudi i uvijek čovjek ne treba da to nekako previše shvata, da prima k srcu, nego ako se tako nešto i desi, ideš dalje, taj neko ako se bavi nekim radnjama bezveznim, znači ako nije fair, njemu će se to kad tad o glavu obiti, a ti ideš dalje, mislim, to je neko moje razmišljanje. Tako su me vaspitali. Верувате ли дека луѓето навистина можат да се променат или само учат подобро да ги кријат своите слабости? Pa ima tu sad raznih nekih, ja nisam neki, niti, ne razumem se ja sad mnogo u psihologiju generalno ljudi i to, ali koliko sam ja sad čuo, neke stvari, pogotovo koje su duboko u tebi, koje su te kreirale, možda neke traume iz detinjstva koje si ti, koje su od tebe napravile ličnost takvu kakva jesi, te neke stvari moraš da naučiš da živiš sa njima tako. Mislim, ja znam da ja imam neke moje demone sa kojima živim i uspešno ih smirujem, ali oni su uvek tu. Tako da ljudi teško da mogu da se iz korena promene, ali da svako treba da radi na sebi, da nauči neke stvari
ako si, na primjer, mnogo nervozan, ako si impulsivan, ako planeš za svakakvu glupost i tako, da te neke stvari kontrolišeš, što se kaže, izbroješ do 10, pa polako, smireno. To su neke stvari koje mogu da se navežbaju, da se nauče. A sad iz korena da se neko promeni, to teško. Koje je vaše to najgolemo kajanje, kako tatko ili sin? Ja sam sad u nekom, da kažem, tom zrelom, u tim nekim zrelim godinama gde sve to što sagledavam da je tako sve moralo biti i te neke pozitivne i negativne stvari, sve to dovelo do ovog momenta. I siguran sam da se meni neke loše stvari nisu dešavale dok sam i u odrastanju i to ja sad ne bih bio čovek kakav jesam, sve nas to kreira, mislim, sve nas to izgradi u ličnosti kakve jesmo. Tako da se ja ne kajem apsolutno ni za što. Ja sam dosta gluposti radio u svom životu, mislim. Pričao sam milion puta da se ne ponavljam po emisijama. Zato i ne prašav me istite rabote. Da sam stvarno imao jedan veliki period mog života, slobodno mogu da kažem, bio alkoholičar. Pio sam mnogo, svaki dan sam pio u velikim količinama. Naravno, ajde mogu da kažem da nisam ponosan na to i da se kajem što sam morao baš toliko da preterujem. Ali sad šta je tu je, bitno je da čovjek shvati. Da. Imaš još te prašanje, Емче? Da. I kao da su malo pobegli sad. Да, Емче почна сега да збори, затоа избега и комарците избега. Ете, драга Македонијо, дури Емче е комарците отерала ја комарце. сакаат Настави, ова Емче. наша прекрасна девојка. Ајде, Емче. Evo ga jedan, Ajde. pričaj. Още една. Кое Пеđa, кога ќе се изгаснат шченските светла и кога никој не аплаудира? Pa iskreno, svi smo mi, nisam mnogo drugačiji nego što sam pred kamerama. Eto, to hoću kažem i trudim se da ljude ne možeš da foliraš. Mislim, ljude možda isfoliraš jednom, dva put i to je to. I kad te provale, jednostavno ti se to sve obije o glavu. Tako da ja se trudim da pred kamerama budem to što jesam i na bini i tako da nadam se da uspevam u tome, ne znam. Така и изгледаш. Hvala puno, hvala. Така и изгледаш. Хајде! Hvala ti mnogo za tvojот mnogo iskreni odgovori. Hvala na iskrenim pitanjima. A сега имам нещо за тебе тука. 2.000 ваучар од Аристократ кафе. Најдоброто место во Скопје. Има многу вкусно пијачка, кафе, sve što sakaš. Hvala puno. Повеќе ми дојдеш, Sačuvat ću ovo kad budem u Skoplju da svratim u Aristokrat kafe bar. Hvala lepo. Пеđа, како ти се допадна како зборува Емче македонски? Mnogo bolje nego ja. Šalim se, svaka čast. Баш ме интересира и ве сакам Не да ми разбира. прочиташ. Svaka čast. Ja imam malo... Ако зборувам, не разбира, да? Или Malo se малку? mučim, razumem dosta, ali neke reči ne mogu baš da razumem. Moram da priznam, nemoj da se ljutiš da Ivanu bolje razumem kad ona priča makedonski, ali naravno Добро, тоа е нормално. Јас да maternji jezik почнам. i tebi svaka čast. Kako si naučila makedonski, obzirom da si iz Kenije, je li tako? Замисли сега Свака да почнеме ние да зборуваме свахили, па кој би не разбрал? Никој. Свахили им е матичен јазик, да кажам, кај нив во Тако Кенија. е. И јас сега сакам тебе да те слушнам како ти зборуваш македонски, односно ќе си извлечеш две картички и ќе ги прочиташ и ќе ги одговориш. Ајде да видиме колку Пеđa знае македонски. Koja je tvoja ta najgolema ambicija što sakaš da postigneš? Moja najgolema ambicija je, mislim, poslovno pričamo, jel? Pa dobro, Pa како da што сакаш. da nastavim dalje, da snimam albume, da eto, imam što bolje pesme, da imam što više lepih velikih koncerata. To nekako je to nešto što me radi i ka čemu idem. И да ни доаѓаш вака во убави емисии, така? Apsolutno, naravno, I to se второто? podrazumeva. Što
Što je to što ne može da go podneseš kaj drug čovjek? Šta ne mogu da podnesem kod drugih ljudi? Da. Pa mislim, nervira me naravno kad su ljudi dvolični, kad jedno priča i drugo radi, na primjer. A takvi ги има, леле, Бога ми, многу ги има така. Бежа, кажи ми како си помина еве ти заедно со нас вечерва? Дали ти беше пријатно? Bilo je prijatno i ovu emisiju ću da pamtim dok sam živ. Znači, to je sigurno. A razlog je naravno što ste vas dve kao voditeljke sjajne i drugi razlog, veći razlog je što jedva prežive smo ove komarci. Имаме други гости кај нас во студиото, но тие ќе ги оставиме да си живеат затоа што веројатно за нешто се корисни и комарците така кажуваат. Ko zna što je to dobro. Ima jedna moja pesma, zove se Ko zna što je to dobro. Ете Послушај, така, да. кој знае зашто се комарците добри, а јас тука знам зашто се добри нашите ресторан Стар Боем. Најдобри се во храна. Дали си гурман? Apsolutno. Сакаш добра храна? Да, Кога ќе уживам. ни дојдеш во Скопје, еве може заедно со кој ти сакаш да ни дојдеш, да го посетиш Стар Боем. Тој е ресторан со можеби највкусната храна кај нас во Македонија. Во Македонија. Така што те очекуваме, ке ни се јавиш и на нас со Jedva Емџа. čekam i baš volim da uživam u tim nekim, pogotovo tradicionalnim jedlima našim domaćim i tako, a vidim da ovo izgleda restoran koji je u tom fazonu. Star Bojem. Самото име си Dolazim. кажува. Tako je, da. Самото име си Znači, кажува. Bojemski. Боемски. Пеđа, јас посакувам да имаме уште вакви прекрасни снимања, ќе ни дојдеш и во затвореното студио, таму ти ветувам дека нема комарци, има добри Гарантуеш? светла, гарантирам, да. Ако има нешто ќе видиме, ќе земам тепалки, нешто ќе правиме, ќе се снаоѓаме. Ти благодарам на целиот искрен разговор, ти благодарам на оваа Hvala позитивност што ја донесе. Еве вака нека ни трае без комарци само, нека ни трае целата летна сезона. Ти посакувам ете тоа што си го кажа за амбицијата да ти се оствари, да одиш само напред во кариера, да се гледаме само Hvala puno, hvala. во убави прилики. I ja vama želim da vam emisija i dalje bude najgledanija, jedna od najgledanijih. Tako je. Znači da ste iz godine u godinu sve uspešniji u vašem poslu. Амин. Од твоја уста во Божји Божји уши. уши, нека си остане така како што и моментално. Македонија, јас само сакам да ве потсетам да не заборавите да ги поддржите нашите генерални поддржувачи, тоа се Еберлин Биокозметика, да ги заследите нашите Микас, МК кои што се грижат за нашиот изглед, Стар Боем, ресторанот кој што нуди врвна храна, врвна услуга, имаат прекрасен двор и во овие жешки денови. Да ги поздравиме Аристократ кафе, уште еднаш. Таму може да си нарачате кафенце, може пијачка, зависи кој што милува. Ова прекрасно место позади нас, аквапарк Пробиштип, кое што е место, мислам дека за најдобрите разладувања на овие жешки горештини. И исто така сакам да ги поздравиме Мебел Тенсор Хом и Мебел Идеа Плюс од Пробиштип, кој што ни овозможи овој прекрасен мебел да стигне дури до базенот или до аквапарк Пробиштип. Се надевам дека не заборавивме никој друг. Вас ви посакувам да имате прекрасна недела. Ние се гледаме веќе следна недела 19:30, добро познат термин, најгледаната телевизија Канал 5 телевизија, и се гледаме следна недела. Чао, чао. Може? Може. На малото камерче, дали е се окей? Kamerče. Пуштено е, така? Jel mala ta kamerče se kaže? Си тече време, така? Ајде, оди таму сега кај на другата. Na kiša. Kad ga čujem oko ušiju... A, je li tu? Nije više. Ali baš ima puno. Može Eto da ti ga na počneme nozi. neki paket donese. Havla! Možeme? Daj da se ogrnemo nekim ćebadima. Ajde, počnuvam. Ajde, počne pa on kad dođe ćemo prekinuti, je? Премногу комарци, не е нормално Па, колку као, бре. комарци има. Ова изгледа само навечер ги има. Hvala puno. Повели? Spasio si nas. Бекутанова. Sprej protiv uboda od insekta, to je to, super. Пуштено е, се снима, така? Нека се снима, ајде и комарци малку, дајте сите да се прснеме. Малку тука на врат. Не. Тоа е.
ti? Da, hoću. Valjda smo se spasili sad. Nadam se. Vidi. To ti pričam pakao, bre. Ja mislim da ni ovaj auta nam neće ovdje pomoći. Bazen ili mu? Ili more, to je DJ. To je DJ? Da, to nisu moji. Koliko to ulazi u snimak? Smeta ovo? Smeta. Zdravo, dragi gledaci.